И се враќа тој вако осветлен очињата му светат и викам доаѓам да видам кој е учителот. Од изборот? Да. Да. Како ми вика еден другар вика го оправда зенот. Не е баш убаво да си познат или славен. Ич не е убаво. И не би посакувал на никој да посакува да иде по тој пат. Повеќе од рапер. Иако не е тој стил, се што го кажуваш однака како што тебе ти доаѓа, ти го мислиш. Сакаш да чуеш бас. Уствари, најинтересното, најсмешното од све што постои све улога. Без случаци. Рапер, јо. Убаво е затоа што и ти добро се прикриваш или не се прикриваш, баш се соголуваш некако. Па не, се прикривам, понекогаш. Како изгледа некое откровение што не може да се опише во зборови, да го ставиш во песна со зборови? Имам способност да ме редам зборови, рапер сум. Како после тоа можеш да се вратиш во истото со новоруво? Прашањето е кој си ти или кој сум јас, нив ги тера на песната кој сум јас, кој сум јас. Добро дојавте во втората епизода на Фенеркаст. Денеска ни е гостин Тони Зен. Тони Зен бил гостин на многу места и зборувал за многу теми. Но денеска имаше шанса подлабоко да навлезе во некои теми за неговиот личен развој. Зборувавме за неговата духовна страна, за неговите падови, подеми, предизвици со кои се нашол во животот, среќата, славата и сподели многу искуства што тешко се споделуваат во зборови, но сепак успеа тоа да го направи, а вие ќе имате шанса сега тоа да го видите. Чисто да знаете, следната епизода ќе биде за 1 месец. Во коментар пишете ни како ја доживеавте оваа епизода. Тони, ти благодарам што си ми гостин на оваа втора епизода на Фенеркаст. Оддамна те гледам на телевизија, ти го следам твоето патешествие барем јавно, а сега имам шанси во лично да те прашам за тие работи. Имаме многу теми што би сакал да ги поминеме, така да почнеме од некаде. Чисто за загревање би сакал некоја три брзи рунди на брзи прашања ти поставам, па после ќе продолжиме на подлабоки муабети. Може. Прво прашање, планина или море? Море. Книга или филм? Книга. Адреналински спортови или релаксација во природа? Скијање. Друштво или време сам со себе? Време сам со себе. Втора рунда. Што ти е поважно, совршен успех или внатрешен мир? Внатрешен мир. Каде ја наоѓаш вистината, во тишина или разговор? Во себе. Каде најмногу се чувствуваш како ти самиот, природа или град? У себе. Што ти е поважно, вистината или удобност? Вистината. Трета рунда. Последен филм што ти оставил впечаток и зошто? Барби. Зошто? Многу длабок беше. Ме растажи. Стварно, не се шалам. Не. Наполеон. Зошто? Наполеон на Ридли Скот со Јоаким Феникс. Затоа што е освен тоа што е прикажан он како човек, не се многу нешто осврнал да го прикажуваат како моќ или како идентитет на, не знам, император, него повеќе како некој битие што нешто пробува да направи за добробит и тука има секакви искуства, случки и влијание од понежниот пол, од мајката и од жената и он бара некаква топлина во сето тоа, бидејќи како сам е изгубен, не може да постигне ништо без жената и е предобро направен во однос на ефекти. И е доста експлицитен за гледање, затоа што има ефекти кои што се озбилно направени за да се долови моментот каква била живеачката и војната у тоа време. Последно нешто што сум гледал, некој пред тоа, за Барби не се запракавам, на шала го пуштивме да го гледаме и викам, дека има порака некаков. Мислам дека е глупост, ама ствари има доста длабока порака која што треба да се гледа филмот за да се разбере. Дали повеќе те води умот или срцето кога носиш големи одлуки? Па умот кога носам одлуки големи, сум направил и со ум и после тоа не ми е добро, а кога носам од срце одлука ми е помирна душата. И како се вика, одлуката е од утробата уствари, што би рекле у зенот. Коаните се за утробата или гац, има таков збор, ние немаме пример за гац, муда. Коаните се за утробата, не се за умот. Тоа мислиш дека е најголемата илузија на модерниот човек? Идентификација со надворешниот свет. Кој е најголемиот аха момент што си го доживел последно време? Каков момент? Аха момент на поголема трансформација или нешто што си сватил што
ти направило промена последниот период? Последен период, што значи? У Па не знам, година, месеци, две, така нешто. 7-8 години, може 10 или не? Може. Ако имаш нешто интересно, може. Последен, па... А тоа значи нешто аха или е скратеница? Па не, аха е усмисла дека... Аха, Да. тоа ли е? Не, глуп само сум. Многу сум глуп. Па ова е само ствари моментот што правим. Ова може ова да биде, нели? Ова е најсвежо. Аха. Аха. Викам аха значи нешто as higher as нешто. Да, имаше аха момент за аха момент. Аха. Ајде се префрлиме на повеќе теми. Една ствар што сакав да ја зборувам со тебе е тоа духовноста. Сум видел дека неколку пати се пробал да го збориш тоа на емисија. По мој вкус, мислам дека повеќе си можел да кажеш, повеќе си сакал да кажеш, но не си имал шанса или околности тоа да го направиш. Секако тоа е мое субјективно мислење. Би сакал, повеќе да збориме за тоа. Ке збориме како си стигнал до тоа, би сакал да те прашам како си почнал со тоа. Кои се моменти во твојот живот што ти направило да ти бараш нешто повеќе од животот? Случки што ти се случиле, кај што си се сменил, си сватил нешто, си созрел, без разлика дали се можеби позитивни или негативни од аспект на емоции? Двајца, кога ги прашувале учители да кажуваат за овие промени, цело интервју ќутеле. Као за духовноста, па тоа е што живот. Шала на страна, треба да се зборува, не сме до толку зрели, ја не сум развиен, ниту па живеем у таква реализација да може слободно тоа да не го комуницираме, него низ тело да се тоа примети и да не го збориме далеко од тоа, меѓутоа натаму треба да настојувам или да настојуваме да бидам или бидеме буквално сеопфатна безвременска љубов. Тоа е единствената вистина, изворот. Сега, моето трагање, талкање започнува од самото мое развивање од дете и стекнување свесност дека ја постојам. Тоа сите го имаме, меѓутоа потребна е некаква поддршка од, претпоставам, од дома. Имало некаков амбиент за таква насока од моите, да речеме, да ме насочат на спорт, на духовност. Или па секој се прашувам, или па имало, или па ја па таму сум некако сум се насочил таму да бидам. И тие работи се исто така длабоки. Знаеш, може свесно па сум си рекол таму да се родам. Science fiction, нели? А може вистина, не знаем. Меѓутоа све има зошто и секое семејство тоа треба да го примети и да го негува и само да го реализира. Тоа е духовноста. Нема ништо. Практиките, методите, тренинзите, тоа се тренинзи за да се негува тоа, или битието, или вистината да се негува. Сега тоа зависи од семејството, индивидуата, општеството, малото, школото, нацијата. Затоа имаш земји кои што се, нели, познати по духовност, има земји кои што се познати по праење камиони, возови, има земји кои што се познати по крадење, има загаден воздух и така натака. Ја, мојот пат некако од секогаш уствари знаев дека е нешто повисоко од она што го ние живееме и што не учат. Некако знаев дека има нешто многу повеќе, потрагата по тоа не ме натера, него ми го направи животот да биде, да речеме, да бидам попитом или присебен. Знаењето дека има нешто што е вон, сепак е тука, пак се враќа пак, меѓутоа има нешто што е повеќе од она што ни е понудено у однос на муабети, дружење со другарите, активности, некакви концепти, идеи кои што се дадени од
од системот, да речеме, кој што треба да ги правиме, нели, мора тоа така да се прави, ова е законот, ова е правилото, тоа така треба да биде, така рекле, така збореле. Ја секогаш некако избегнував од тие рамки, скришно или не скришно, меѓутоа некако вниманието ми било у себе благодарение на тој отпор. Знаеш, отпор да не се многу се воодушевувам на илузијата, него да ја видам натре нешто ми вика дека не е ова вистина. Па после почнуваат како трага битието, како трагам, како талкам, веќе се појавуваат на патот, нели, работи кои што се као дадени за да се склопи мозаикот. Или у зенот си има као не поука, него за фрканција као зен мајстор е оној што ти една раскрсницата со бракајецот, ствари. Ти дава само знак шиве таму и толку, нема ти што да се враќам сега за тоа да го следам или пак да го проучувам кога веќе прошло тоа, нели? И тоа е само еден символ или знак кој што ме одвел на следно. И така натака се случуваат работи каде што од секогаш, као што памтам за себе, сум некако со вниманието во себе, што е многу важно. Сите учители, секоја религија тоа ги насочува и ги учи луѓето да бидат со вниманието во себе. Тоа во себе не е од аспект на его, као ја па само ја, пошто многу така го толкуваат, кои што не го разбираат тој источен, да речеме, процес на просветление, туку повеќе се на западњачкиот, каде што некој од надвор треба нешто ти заврши работа. Среди целата идеја е сами да се приметиме дека сме изворот, да речеме. Не знам како ја цело време сум со тоа чувство. Цело време. Не е дарба. Не е ни учење, сори е, само треба да се примети. И са ти може си приметил, ја може сум приметил, он приметил, некој не приметува. Затоа нема објаснување како е тоа така. Карма ли е, не ли е карма, баш у момент ти ми се јавуваш да гостувам кога читам Карма од Садгуру и како ја читам, тука се случуваат работи, као книгата ја читам, затварам, саспивам, утре да ми се случи од книгата тие 5 страници се случи. Кам што е ова? Лекции, и така цел живот ми уствари. И имам доста изначитано литература. Може вака не се примети. Не може да... Сите тие работи се интимни, многу интимни, од секој сум ги чувал интимно за себе. Не е тоа нешто за што треба да се фалам или да го покажувам, еве види, имам многу прочитано, многу искусено од прочитаното, многу пракса, многу часови пракса духовњачка. И тоа не е за фалење, не е ни за зборење. Меѓутоа, кога веќе си го комуницираме, да си го искомуницирам. И затоа до ова дереđe. Што би рекле, вие забега. Така да, извини, од секогаш, уствари, добро, скршнување имало многу. Значи, многу пати сум скршнал, патеката, не може да биде права ако нема скршнување. И од секогаш, сега тоа вака свесно го разбирам дека од секогаш вниманието ми било на суштината. Секогаш ми било на суштината и на изворот. Не дека сум сакал така или нешто, идам по тоа, нешто као мора вака, не. Сакал некако вниманието е на изворот, односно суштината што има секој битие, безвременска и бескрајна љубов. Единствената вистина е и во очите сјај. Единствената вистина. Останатото се приказки што ги раскажуваме и ги живееме и од една страна е окей. И убаво ми е, знаеш, зашо да не па. Создавам некаков концепт и го живеам тој концепт. Некојаш е убаво, некојаш не е. Меѓутоа најубаво е кога е од изворот сето. Намаскарам. Намазен. Не зашто сакам да ги збориме овие работи. Ти самиот си рекол дека кога се работи за вистина, кога се работи за нешто што е по-суштинско и подлабоко, зборовите немаат баш вредност во тоа, дека секојаш директно искуство е само директно искуство. Тоа е единствениот начин на што ја потполно го разбирам, потполно го живеам, да се наоѓаме во ова и тоа
е повеќе за луѓе што би сакале, што се наоѓаат во ситуација да ги доживуваат овие работи како што ти ги кажуваш, но можеби немаат доволно храброст. Им треба инспирација, така да единствената практична работа што би било од овој Фенеркаст би било инспирација. И затоа и те прашувам, затоа ги збореме овие работи, иако можеби ќе збореме кој знае колку време, ама нема да кажеме ништо, ама може ќе постигнеме ефект кај другите луѓе во Македонија да им се даде еден кураж, да тоа внимание кон себе и тој глас кон себе си, да си го слушаат повеќе. Да. Што ми доаѓа до следното прашање. Сигурен сум дека низ годините си имал борба помеѓу тоа, значи си имал надворешни работи, его кое може би било подоминантно во некои периоди, но тоа вниманието од внатре исто така било таму и постоел конфликт низ два типа на тони што биле во тебе. Како изгледало тоа? Па не се два типа, 10, и се ден денес постои, тоа не дека ако еднаш каја сега и нема достигнување и од еден аспект и тие суптилни его у духовноста се многу опасни. И таму има его, има суптилно его, духовњачко нема полош од тоа. Да. И јас сум го искусил и проаѓам се уште, мислам, тоа не е некој процес, готово се качив на Карпата, планината и тука ме чека тој со, кажи го ова, пелената и готово ме допире, јас Господ сум, станав просветлен. Не е, постојано е живење и дејствување од изворот. Или да се бидува буден, постојано. Најтешката работа. Тоа е најтешката работа што, не знам, затоа Садгуру или Саи Баба или Мехер Баба или не знам Буда, Исус, затоа сите биле како да кажам, икони или звезди у духовноста, затоа што они го негувале тој пат. Што сакаме ние можеме да кажеме лагали е, измамали е, вистина или не е вистина, вистина е. Мислам, вистина постоеле ликови кои што биле посветени на духовното битисување, што е најважното за човештвото. И сега ние малце тука скршнуваме, нормално е, такво постоење, зошто не знам, кој знам до некаде и тоа го негувам ја, да знам кој го искусува ова, не е зошто. И тие работи ако ги смениме, ќе се охрабрат сите, уствари ќе биде многу полесно за секој, ќе нема да треба ја нешто да објаснам, ниту па ти, него едноставно ќе си знаеме како да дејствуваме у дадениот момент. И можам да се низ практиките да се разберам себе и грешката што сум ја направил, која ја преска казната што ми ја пиша. Нели у комуникација, чекај, па добро, добро. И се ослободува телото, умот од сите тие стеги кои што може уидни на нешто да направат уште некој полош чекор. Затоа е многу битно у моментот кога се случува нешто да не носиме одма одлука од чувството, а може да биде тоа без гнев, страв, него да малку да се запрашаме, да речеме, кому му се случува ова, кој сум јас низ ова искуство и така да се донесе можеби почиста одлука. Според мене ова е не е рецепт, него е вистина за да действуваме без да си нанесуваме последици или карма, што би рекле. Да живееме дарма. Најтешката задача е и ден денеска не дека као јас сум са направил и сум нешто успешен, нема врска, тоа е постојано работа. Постојано работа на себе. Денеска ова, утро, не знам, вчера, завчера, преквчера, не ми се отвара уста, не ми се постои. Ама една-две комуникации се ослободува тензијата. Тоа и се практикува, исто. Знам, ти добро знаеш, другарот Садгуру многу добро штелува и е Садгуру заради тоа. Кога сме кај практиките, тоа сакам да те прашам. Што си практикувал и што практикуваш сега? Па на почетокот, што значи почетокот? На почетокот не знам, детство можам да кажем, кога веќе сум се запознал со Зен.
Значи ми рекол, тој зен ти ќе бидеш по надимак. Ја појма немам што е зен. Јас сум дете Само кажи православно. Сум да слушал дека некој другар ти го тупнал некако Буквално. тоа зен и Да. кажи само повеќе за тоа. Јас сум православен христијанин, да речеме. Љубовта кон религијата и верата ми била на како висока цел од секогаш. Од секогаш ми било висока цел. Зарем тоа не е пракса? И тоа е пракса исто, да имаш љубов кон нештото, учителот. Дали е си ти, Исус или Садгур или кој да е, нема поголема пракса од тоа да си отворен чист кон нештото. Сад доаѓа момент кај што не е веќе кон, него е во. Значи, излез од кризата е влез во себе. Што сите учители, ја ги слушам, ги следам, сум ги читал, сите го кажуваат истото. Значи, во тебе, све, ти ако не постоиш, не постоиш, ќе постои ли морето? Или планината, ако не постоиш? Или Бог ќе постои ли? Дебата е тоа. Не постоиш ти. Не може да постои ако не постоиш ти другото. Значи нема ни да знаеш. Постојам и се создава нешто и што постојам значи дека тоа е внатре, не е надвор. И така некако тргна тој пат се појави зен. Рече од детството дека си имал ова што сега го кажуваш биле прашања кои ти се појавувале додека си бил додека сум бил така? дете, што ми играл кошарка, обкружувањето било такво, меѓутоа навлагам длабоко да комуницирам со комуникации со Бога. И in searching for God I find myself. Буквално. Трагајки, бараш, Како изгледало тоа во пракса? Рече од детството се случило тие прашања. Не се опишува у пракса е како секое доживување е прекрасно и сега кога комуницирам за тие работи, кога се навлагам, се ежам, нешто на проаѓа некоја струја која што е убава. И самата таа среќа, радост, некога сум најсреќен, најрадосен. Го разбирам тоа од кога ќе пројде сето тоа, пошто среќата и радоста е емоција, наплив, ама кога ќе пројде и после тоа станува едно што е, верификација. Јас сум барал верификација од учител и го наоѓам учителот на патот, да речем. Благодарение на тоа зен, каа влага, викам, што е тоа? И почнувам литература, па таму имаш сега медитација, имаш други термини, па тој те напаѓа, што е тоа, секта, немој тие работи, тие што прават, па стапчиња јадат ова, дават, немој тие, И сум се некако изолирал од сите тие комуникации. Сега е, фала Богу, лесно да се комуницира за што и да е, бидејќи некако не е тоа толку страшно. Иако пак има конфликт религиски, верски, што и тоа е окей. Нека има, нека се тријат луѓето, да излезе вистината од нив. И некако тој пат почнува со литература, по таа литература има доста интересни информации кои што се многу поврзани со мојата основна религија или вера. Истото. Учителот, овој учител, тој, овој вака, овој така, овој вака. Викам, ова е едното исто. Не се две, едно. Овој го кажал тоа, овој го кажал тоа, овој го кажал тоа, сите од различни религии, сите различна вера, исто пропагираат, за истото зборат, луѓето само дали се луди или будали, не знам, или се прават, упорно контра идат од тоа, и дали не ги разбираат или намерно, не можам да разберам се уште, меѓутоа се одвоив од тие концепти и трнав во себе. И патот е пат. Имаш, се појавува правиот учител, се појавува права комуникација, се појавуваат правите работи, вистинските пракси, јас ги, како се вика, проектирам, нормално ние проектираме сами од себе, она што сакаме да го искусуваме и да се реализираме нисто. И така почнува тој пат.
Од литература веќе почнувам, па седнувам дома, чекам медитација, да видам, па нозете вака треба, па така, па знаеш, ова се вика вака, ова се вика така, па имаш таква техника, имаш ваква техника и се пробам сам. И тука има еден момент кај што се појавува, да речеме, едно така духовно его, кај што ја све знам, не ми треба мене. Абе, дојди кај учителот, не мене. Абе, дојди кај мајсторот, ке се свиѓа, не мене. Јас све знам, зен. И еден другар со нешто на него не може никој да му помогне на планетава и се наоѓа себе си кај учителот или кај мајсторот. Ја му реков, ако ова тебе ти помогне, и одма идам по тебе. И се враќа тој ваков осветлен у очињата му светат и викам, доаѓам да видам кој е учителот. И така трнав озбилно да се и замислив озбилно да се замонашам. И зен мајстор. Не, се шалам. Малку се овакво отворив. И озбилно тргнав да се спознам. Благодарение на другарот кој што низ маки, низ тој пат се себе спозна директно. Ја вака гледам, викам, лево. Кузне шо е тоа? Морам да идам да видам. И така трнав по патот и се заебав. Нема назад, сега ќе збориме. Па тоа не, тоа се искуства што, не знам, вие исто сте прекрасни битија и само вие може да си ги знаете искуствата што ќе ти ги што сам ќе си ги, не ќе ти ги никој нема, него пак тој учителот што тебе ти е учителот ќе ти ги верификува. Йога, нидра ли е, випасана ли е, крија ли е, медитација ли е, ваква, таква, што има друго, со дишење техника, рибрт, диада, све се тоа техники кои што се древни и од секогаш постоеле и се преуви и секој може да ги прави. Не треба ништо, ни облека, нешто специјално, ни да... Добро, окей, да имаш школа да идеш таму со учител, меѓутоа, буквално е сега толку многу распространета духовната практика да веќе станува тренд. Не мора да криеме нешто, да се пазиме. Има уште стигма, уште како се вика, езотерично, затворено е. Меѓутоа, понегош сега може и така треба и да остане. Знаеш, не секојаш некој заслужува да... Ако не ќе, што сега од изворот да пиеш? Земи си флашичка таму, напише, да, изворот, кога ќе дое време за изворот, да си се напиеш. Ама додека не си спремен. Баш за тоа сега да те прашам повеќе, ама тоа малце покасно го спомна мајсторот, дека си бил кај него, си поминал низ некој процес што Учителот. Во случајов учителот е одредена личност кој прави одредени Собраќаец на раскрсница кој те насочува по патот и ти верификува дека имаш некакво искуство. Кога помина тие процеси, можеш да ми кажеш како си бил пред, за време и после процесот? Па за пред бев многу наивен, ја вака како што се сеќавам, многу наивен, многу некако така како тврдоглав и добро, не дека и сега егото нешто, ама пак многу силно его. Поготово кога станува збор за духовност, тоа најлоша варијанта. Сите мора да е секој таа варијанта, нема бегањето. Тоа се проаѓа, па после другите, па има слоеви, после убавиот плод. Меѓутоа, у таа состојба се сеќавам и не... Вака сега, кога гледам си се смеја, викам, будала. Баш
баш будалче што сум си мислел дека знам све и дека сум прошол све и дека ова е тоа. Не ми треба ништо повеќе. И ден денес се случува, меѓутоа сега стоп. Има момент на свесност кај што не си дозволувам да се така заблажам, да речеме. Значи претходно е таква личност, за време на практиките се случува но се случуваат многу убави искуства. Сега не можам да ги опишувам какви се, шо се, или со зборови да ги кажам. Меѓутоа има огромна промена, а не е толку голема. Него тука е момент. И после тој момент кога ќе се примети, односно кога ќе се го приметам или приметиш, или примети било кој практикант, веќе све се менува. Значи очите, формата, веѓата, брадата, буквално секој дел од телото, и тоа го искусив свесно, се менува све се. Ставот, другачие стојам, другачие движам, односот, знаеш, ти да не си надуван, да не дува, дува цело време. Дроги, некој, не, викам, тоа свети изворот, викам, таков. Ја то по тоа трнав, натака, пошто другаров го видов, светнато очи, сите го гледаат, што му е нове. Вака само се гледаме, солзи радосници, се гушнавме, викам, ја го сакам ова исто. И се отварам, односно се отвара душата, се отвара срцето. И се претходно, ако сум бил од умот, се стишува умот, душичката се отвара и се функционира функционирам од директност. А тоа е ова. Затоа реков преска, коаните се за утробата, или утроба. Глуп збор е утроба. For the guts, како ќе го кажеме, не се за умот. И работејќи на коани пред се, највеќе тоа ми помогна да се себе приметам се што не сум, а сум мислел дека сум. И тука се веќе извира низ тие процеси тоа чувство или таа вистина, или љубов, или како сакате, кажете. После тоа, уште потешко. После тоа, шубаво си играв баскет. Што таму зен, книги, ова, она, Индија, гуру, муру, седи си таму, таа, шкок, шут, диджеј. После тоа го прашале, извини, тој зен учителот, како пред просветление и после просветление, па пред просветление го чистев подот, оджакот и ходникот, а после го чистам подот, оджакот и ходникот. Види, ја преска реков, сакаме да инспирираме луѓе, не очекував дека ќе ги кажеш најтешките работи. Да, си знаете сите, да. И имам еден што го следам, овака ми е така врвен зен учител, вика, најдобриот совет што сте го добиле од зен учител, го прашуваат. Најдобриот совет, немој никад да сте посакале да бидете зен монах или учител или било каков практикант, да речеме. Немој да сте посакале, меѓутоа и од тоа има простор за коментар, за одговор и за суштина. Има голема и тоа, пошто не е тоа така кажано. Така да преубав е патот, преубав искуството, меѓутоа е плодовите се многу убави, болката е што да се деси, све боли. Пута 100. Пута 100. Све боли. После што иде некое освестување на нешто, вака како целиот универзум да вака те стискате мава. Ама тоа е кармички ветрови се тоа. Многу убав израз, кармички ветрови. И тоа се проаѓа и тоа е веќе уште поубаво па кога се проаѓа тоа. Па после пак. И после имаш спокојот во центарот на ураганот. И така натака. Како ти изгледаше животот после тоа? Си дошол дома, твоите се таму, соработници. Верувам дека иако работите биле исти, сепак ти си ги гледал на различен начин. Можеш тоа
да ми го прикажеш низ твоите очи колку што може да се стави во збора? Искрено ми беше, мислам, кога ја да сум бил се на Тибет, не знам колку време, па се враќам и сега нема врска. Но не било ни малце. Дефинитивно не било. Многу пракса имам, значи ова зборам многу и со тие што сме биле заедно, што сме комуницирале и они многу добро знаат и они имаат многу. Има битија што имаат стварно, значи зборам усаати многу. Многу комуникации, многу катарзи, многу искуства, многу среќа, многу радост, многу тага, многу плачење, жалење, смеење, многу. Сето тоа е многу работа и е искрено добра пракса и би посакал секој да се искуси низ тоа и да пројде низ тој процес на тоа. Што ме праши, извини? И ти забореш. Луѓето како ги гледам. Да, животот како ти бил после тоа. Исто, само многу по љубовен. Исто, само многу по отворен, многу по од овде да действувам или од јас, па ќе кажам тоа е јас. Многу го мислат, па јас, его, не, тоа е јас е ти. Тоа ти е јас. Едното, тоа е едно. Значи нема јас као јас сум Тони, името и презимето, не него јас кој ќе мислам на јаството што го викаат, или царството, или Бог, универзум, енергија, се, како сакат. Омни презент, омни репрезент ја му дав. Е многу поубаво действувањето, меѓутоа пак има и доста триење после тоа и продолжува играта. Тоа имам прилика или секој има прилика после такви пракси да постои конечно вистински. Сега кај некој тоа е многу тешко доаѓа, тешко пак има многу клизнуваат по патот и не може па да се вратат, пошто се разочарани од постоењето кое што не е како што е на практиките, да речеме. Нели, таа чистина, се идеш у ашрам, убаво ти е чисто, тие месец, два, три, се враќаш тука у самсарата и те врти, тоа партал те прави. Некои не успеваат да продолжат со тоа. Зошто? Не знам, можеби им скршнува вниманието и мене ми скршнува, да, и јас сум у галамата. Контрастен сум и галама и тишина, меѓутоа држам внимание на изворот секогаш, буквално. И у најтешките моменти, само тоа ме спасува. У најтешки моменти зборам, нај, каков и да е проблемот, само изворот или вниманието, или таа што е љубов, како и да се вика, не знам, може да не излекува и спаси од сета болка, тага, тензии, времето, нешто. Собраќајката, казната од собраќајците, тие што ми ја пиша. И ги мислам само, не ги давам. Чисто за контекст, тоа не добил казна за брзо возење, баш зборевме за тоа. Баш, да. И дојдов напет, многу напет, дури викам, кај се кидам, да, ти. Ама, вистинска ситуација. Нема тука време за нешто сега јас да чекам, дај ми време да не, вистинска ситуација, само вниманието, комуникација и нова реалност. И тоа се учи на пракси. Да креираме нова реалност. Ако сакаш, ако некаш не мораш. Ако ти е тешко, креирај, смени програмата стара изчистија, создади нова. И тоа може. Како може луѓе да градат згради, мостови, улици, дуќанче, фирма, бизнис, може и со себе да се градат. Како што се замислуваат или како што мислат дека треба да е вистински. После сите тие работи, ние барем го чувме и го видовме албумот од изворот на изборот и верувам дека тоа огромен удел имало процесите што си ги правил претходно и
Прво дозволи ми да те пофалам. И да ти се заблагодарам. Намаскарам. Извини, намаскарам и намасте, а намаскарам истото е само различен дијалект. У смисла има намаскарам, намасте и намаскар. Да. Као фала, благодарам, нешто. Као да, апсолутно дијалект. Видите се. Да. Значи, сакам да те пофалам и да ти се заблагодарам што тоа си го направил, бидејќи барем од моето знаење немало нешто што толку е длабоко, на толку комерцијален, можеби лош збор, но во популарната култура да се емитува такво нешто што е... У светот таков албум нема, веќе ти се убацам сега со раперско, духовњачко его. Те прекинам да се пофалам. Нема. Со таква фреквенција, 8 песни, Infinity нешто. Оспицата, нели? Па штелува на 4:2 фреквенција, па со битијата што го правевме си исто и они практиканти, све тоа собрано вака сектајна. Што мислиш ти? Кога спомна секта, многу пати си објаснил, убаво е да објасниш повеќе за тој збор, како го користиш и што мислиш? Види, тоа на шалење го кажувам, бидејќи секта. Сега ако навлагаме суштински што е уствари секта, све што пред многу години било обратно од црквата, било секта. А тоа може би многу добро да било, дели? Ама ете, било обратно и го викале дека е секта. Па ја мислам дека обратно е. Ама нема врска. И сега си се зафркавам, ги употребам тие термини за оние луѓе кои што нели практикуваат нешто поинакво од она што е веќе дадено, да речеме. А нема никаква врска. Не е страшно, не е... Да, можда изгледа како секташи реално, ама тоа е умот го прави тоа. Умот го прави и тоа сум го прошол и тоа сум го приметил, искусил кај себе, судот уствари. Судот е проблем што тие работи постојаат, а кога ќе го нема судот, нема да има такви термини, нема ја да се зезам. Сега ти овага поише на револуционер мислиш него на секташ, ама умешно се криеш позади гоцета. Гоцета мисли го јога вежбал. Ама не кажувале. Абе има некаква информација, ама дај да не ги збориме се. Да, мислам тоа ќе го кажав, убаво е затоа што и ти добро се прикриваш или не се прикриваш, баш се соголуваш некако. Па не, се прикривам, понекогаш. Ајде, тоа ќе те прашам, па ќе се вратам на фалењето за албумот, како функционираш во надворешниот свет со целото тоа искуство? Тоа ќе го спомнев, ние у оваа реализација и живење во оваа област, како и да кажам, нужно е да си имаме така идентитети и да функционираме врз база на тие идентитети. Јас тоа не дека сум го знаел од секогаш, ама сум осеќал дека нешто кога ќе се собереле луѓе, кога ќе се дружат повозрастни или со другарчињата или родителите, се некако ми изгледало тоа као театарска представа. Па поготово кога се под некакво, не знам, субстанци или нешто што е од надвор внатре внесено, па поготово тоаш као се менуваат. Да се чудиш, мислам, ја на себе сум се чудил како излегуваат карактерни особини, улоги и игри. И тоа уствари разбрав дека ние цело време така функционираме. Ти за да бидеш, да влезеш у кола, треба да си идентитет на шофер, возиш кола, нели, буден си цело време, идеш да работа, треба да си не знам, банка, треба да си банкар. Не можеш да бидеш јога учител у банка ако работиш така. Или кошаркар, ја земи некој медитант, пушти го кошарка да игра, нема да може, нели, мора да биде кошаркар, мора да влезе у тој идентитет. И тоа се практикува и тоа се учи за мисли. Ја тоа го научив, уствари. Имаш школа да се научиш да креираш и дискреираш
ти се случува ли да во моменти да премногу се идентификуваш со улогата, па треба се вратиш, Да. или да не можеш да влезеш во улога и како Да. ги хендлаш тие моменти во твојот живот? Па, да ти кажем право, ми иде лесно. Рапер, јо. Да, и тоа е. Тоа се све, мислам, све што е... Све, уствари, најинтересното, најсмешното од све што постои све е улога. Без исклучоци. Нема исклучок за никој. Нема исклучок, чека, ој ме другара, па он вистински, не. И ти фудбалерот, кошаркарот, раперот, све глумите. Да се разбереме. Вистината тоа е најголемата вистина. Сите глумиме. Не може да бидеме вистина, нема шанси тоа. Треба да бидеме вистина, има да цвета светов. И целото постои. Нешто ќе се случи, ќе се шифне земјата некаде ќе отиде. Ја чекаат другите планети, ова сум го кажал и претходно. Ајде бе земја, ајде те чекаме тебе, ние стоиме туку, идентитети нешто. Фудбал, нешто, седиме, работиме, еве, зафатен сум, имам работа, у гужви, таму треба да идам ваму, состаноци, фирмата, ова, чекај. Најголемата вистина, ако боли, нека боли, тоа е, сите глумиме. И јас сум приметил дека е така и добра се ја не глумам. Се зезам. Сите имаме улога. И иначе сите сме срцки, сите сме љубов, ептен, извор. И сега тоа е многу исто важно да се примети ученикот или учителот од таа позиција. Или да се комуницира од извор, да не да ме гледаш ти како Тони Зен, не знам, рапер, само и толку ти имаш рамки дека јас сум тоа и готово. Нема да ме прашуваш за ништо друго освен за тоа, да речеме, рапот. Или јас те гледам тебе како, не знам, нешто по идентитет. Меѓутоа не е така и јас тоа го научив со практиките дека можам да креирам и дискреирам. И најважното и најубавото е тоа што сега ми е, зошто мислам поубаво, не полесно, не дека нешто сега сум Кајзер Созе нешто, па сега чекај се, ќе крадам, сега нема, сега тука добар, сега лош, него сега е поубаво кога се стекнува некаква свесност за суштината, за изворот, после нема потреба да се влага во некаков идентитет или глума. Него едноставно изворот само си тече. Мислам, валја мислам, да, или управа сум, не знам, или не сум, постојам, да речеме, многу по-вистински низ сите улоги и идентитети. Што и да правам, е така, од љубов е, од вистина. Не треба толку да се напрегам јас сега за да бидам нешто, него едноставно знам кој. Кажи ми, ти беше ли тешко да ја оставиш таа улога на Тони Зен? Кога кажувам Тони Зен, мислам на рапер кој го знаат сите од твоја генерација па надоле, не знам постарите колку те знаат, ама скоро сите во Македонија што викам, тие генерации надоле те знаат. И сега доаѓаш до момент кај што треба се соочиш, тоа треба да го оставиш и можеби тој идентитет е поблаг за тебе него некој друг што има помалку популарен идентитет. И дали ти прво ти беше тешко, имаше мисли како ќе ме гледаат другите после ова и како го помина тој период и како после тоа можеше да се вратиш во истото со ново руво некако. Тоа и се случува. Тоа и така е, да. Многу тешко е да се излезе, влезе, врати, пак, па сега чекај, па како овој сега ме гледа мене усред дијада, прашањето е кој си ти или кој сум јас, нив ги тера на песната кој сум јас. На пракса ја доен бегам од све. Кој сум јас, кој сум... Тука ли? И тука ли? И тие работи
пак ги разбрав дека од мене све зависи. Јас ако сум се закачил за тоа и у Индија да отидам и таму кој сум јас ќе ми пеат, разбираш, пошто јас го носам со себе. Тука е многу убавото тоа што изворот е без идентитети. У секоја пракса целта е тоа, да се разидентификувам од сето и тоа е најубавото постоење што за жал кратко трае. Не можам да го... Каде е? Трае ако се практикува и ако се негува постојано вистината, да речем. Ја успеав некако во тоа да не да се, па дури у едно време буквално да се рапери што менјаваат име кога ќе остарат, нели, Пав Деди, па Диди, или Канија не е Канија, вика. Јако Тони Зен, па чекај, шо да бидам сега, Тони Петковски не иде. Тони Зен нека си остане. Само Зен да го след. Само Зен нема шанса. Ја дури тоа Зенот ми е да го трнам, викам, не ми некако срам ми од учителите, Зен шо се? Има Зен учители, тој ќе ви што е Тони Зен? Што преој рап? Тоа буквално како зрем така тоа го гледам. Не, за африканци е меѓутоа и до некаде и озбилна ствар е. За некој тоа значи, знаеш, као што си игра овој Курташак без името, разбираш. Кој е он да го употреби тоа? И така натака. И тоа се проаѓа исто. И кога го проаѓам тоа многу интересно, смешно е што си викам, па кој ќе се замара за тоа? Зарем тие Зен учителите ќе се замараат? Овој Тони Зен е, сега го користи името, а не е Зен, гајле ми е. Ке си бидам ја, што и да правам. И така некако. А обратното, па например Малски ликови, сега вадиш нов албум, нова содржина, претходно си бил Зен и сега баш така беше муавето, и Тони се просветлил, така нека го кружеше муавето с неслуѓето и сега веројатно си го очекувал тоа. Брус, вика, го оправда Зенот, вика, браво. Ова е одговорот. Нема бој, го оправда Зенот. Буквално. Еве, не го гледам ја како мој, го гледам како нешто, така ученик некој, дошол да практикува и да придаде, еве, као нели идеш кај учителот и доаѓаш со одговори некакви или нешто сработено. Еве, повелете, намаскарам. И ова, да, напишено, средено, направено, у пракса, и постои, и може да го слушаш, да го видиш, може да го изрецитира, може со бенд да го настапува, може да го почувствуваш. Вистина е, целта никад не ми била ја да нешто постигнам со тоа, да сакав да постигнам, ќе го правев тоа што го правам, еве сега и претходно. Тоа ми било башка за добробит за сите. Од што сум имал толку многу задршка низ годините, со лажење, со его, со илузии за љубовта и сега тука ја ме удира директно, се отварам и еве ви дечки, ова е вистината кој сум, шо повеќе. Дали вака или така у малото, или тој кажал, или ово, или сум забегал, или... Еве ви, шо повеќе. Баш сакав, ќе се вратам сега на фалењето што преска застанав. Сам албумот е прекрасен и предлабок и баш сакам да се осврнам на еден дел, песната Вистина. И можеби да дам... И таа можам да ти опишам, да ти кажам од кај потекнува таа. Дозволи ме јас да ја опишам од мој аспект, па после дополниме, може? Ајде. Исто и гледачите нека ми дадат момент. Значи, многу интересно што песната се вика Вистина. Целата песна е составена од прашања. Освен можеби женскиот вокал кај што дава некој хинт, нема филозофии, не ти кажува што е вистината, туку се состои само од прашања. Иако таа се вика Вистина за разлика од другата која се вика Коан, ја гледам како еден голем Коан, чисто како објаснување за гледачите. Коан е прашање што учителот те прашува, од кое не можеш да добиеш баш одговор, туку поентата е да го сруши прашувачот, за да стигнеш на нешто што е над умот. И многу интересно целата уметност на тоа да го претвориш во песна. Кажи ми дали сум управо. Управо си многу, ја дури
ми доаѓа така наплив на емоции и ама не би го раскажал конкретно целото тоа искуство, што тоа е едно искуство, ама е премногу е длабоко, може да си го раскажеме на само, не овака, затоа што може погрешно ќе бидам разбран, бидејќи работев на еден озбилен коан. И сега тој коан е така длабок и трагајќи се по патот на планината се дешава тие прашања. И тие прашања носат до многу длабоки искуства, као одговор му ствари нема одговор. А конот ќе ти го кажам после кој беше. Да, мислам пак е in searching for God I find myself. Поедноставно не може да биде. И убаво си го приметил тоа. И толку е. И после само се вратив. Така, низ солзи радосници, низ едно невреме кое ме следеше од планината, кај што се враќав сам да се трагам. Так, буквално така е. И доште едно невреме која удри, ја му раскажувам на учителот за коанот и раскажувам, као завршувам, снемува дошт. Така, и сонце изгрева све. И викам, вистина. Вистина. И си пишав текст. Тоа е потрага, оствари. Како успеа тоа да го ставиш во... Како изгледа некое откровение што не може да се опише во зборови, да го ставиш во песна со зборови? Имам способност да ме редам зборови. Рапер сум. Имам способност да редам зборови. Тоа е као мана некоја, знаеш? Као проблем. У главата многу артисти кои што се занимаваат со рап, кои што рецитирале од секојаш и ден денеска, без разлика каков е текстот. Дали е за клубот или е вулгарен или е паметен, тоа е некоја, па не е пореметување, него е идентификација. Таа идентификација е многу длабока до толку што постојано се размислува у текст, ама текстот да биде у 2 бара, да кажеш цела приказка, да речеме, замисли па 16 бара или 16 линии. Да раскажеш, и тоа да има рима и да има флоу. Секој рапер што го прави, тоа е мајстор, буквално. А сите што го прават тоа знаат како иде. И тоа постојано се случува кај секој озбилен рапер. Значи, било каков мобет или тишина или седам или седат, и цело време се размислува као будала, сакаш као све ми иде као да го врзам ова во рима, па да не правам момент за оние фристайл што рецитира, тоа се тешки будали исто. Да можеш ти постојано со зборовите да играш и да ги редиш, искуството да го пренесеш у збор, тоа ти е арт форма. Благодарение на тоа, искуството си го пренесов како што е. Онака како што е, Бхагавад Гита, онака како што е. Како што е напишено, така е пренесено. Нормално не му става многу филови или драма, него му става чувство. Затоа тој пат мене ми се бендисува и го одам и е директен. Пошто нема зафрканци, нема да пробам да те изманипулирам, не е песна хит да биде, него е озбилно искуство што ќе те отвори. Сакал некој ќе те отвори. 100%. Мене ме отворило, сигурно. Ако е од изворот, те отвара 100%. И тоа после може тебе да ти направи убави, не знам, искуства, плодови, како иде. Целта на цел тој албум, Коан, Серенада, Вистина погото, е све буквално тишина, е све некако приземјено и само ги редам зборовите, искуствата и еве ви, имам способност тоа да го направам. Како што кажав, мана, рецитирачка. И кој има кој е трагач, одма ќе го погоди, кој не е, ќе рече што е ова глупости. Од секојаш било така.
Затоа ми се допаѓа ова цело постоење во кое живееме, така контрастно. Има топ. Има триење. И јас сум директно у триењето и ти и сите ни. Има убавина после тоа затријување сами со себе кога ќе излезеш од илузијата и со вистината директно ќе си се споиш. Кажи ми повеќе о процесот за уметност сега и генерално, не само во тој албум. Оно што јас сум го приметил е како уметник, било кој уметник треба да биде гол и ранлив, барем за самата уметност да е нешто што некој допира. За разлика од другите професии, уметниците немаат можност да се сокријат во самата уметност. Сега тебе од старите песни, значи не можеш ти да ми текна некоја песна на ум да ти повеќе од рапер на пример. Иако не е тој стил, се што го кажуваш однака како што тебе ти доаѓа, како што ти го мислиш. И бас е така. Сега да чуеш бас. Супер. Како изгледа тој процес? Како си го чувствувал низ годините? Како си гледал разлика помеѓу уметниците и неуметниците во целото тоа? Имало ли разлика? Дали мислиш дека други луѓе што се уметници природно повеќе ги допираат работите, бидејќи тоа го работат и се у процес на бидење ранливи? И уметност, и уметник е идентитет исто. Поистоветување со нешто. Има па премногу некои уметници што премногу ми е уметник овој. Се поистоветили, а не е толку. И тоа исто постои. Ја едноставно не се никогаш закачив за тоа. Не знам зашто. Никад не се закачив ја уметник, што е тоа уметник. Не знам, овака ми е, така пишувам. Овака се чувствувам, вака правам. Тоа го оставам за уметниците, за уметноста кој што и тоа е едно така голема его игра исто така, како и сите други поистоветувања. Можда ги прави посебни уметниците отвореноста, да речеме. Ама и тоа може да се изглуми и да биде поистоветување, нели? Као сум лабав, open-minded, отворен сум и сум уметник, нели? Ама да прочепкаме да видиме може нешто друго, може не си баш уметник. Друго да не ме криеш нешто. И ки изгледаат чудовишта, други работи кои што може да не е баш така као што ги разбираме уметниците. Може и таму е ум многу. Мене така ми личи. Ја многу пати сум бил и со тоа поистоветен. Чекам, тоа многу ми е од ум. Сега треба уметник да бидам. У моите работи нема уметност, има вистина. И у мерило високи цели, мене вистината и просветлувањето, како и да ми е највисока цел уметноста, доаѓа само по себе, тоа не треба да се кажува толкова или па да се поистоветувам. Како се чувствуваш сега за старите песни што си ги правил? Зарем ми каса сукаса не е уметност, господине? Или бас, зарем не е уметност? Тоа се уметнички дела, никој не може да ги направи. Кој сум јас, сега сум интелект и ми го зборат тоа, ти уште тогаш си се запрашувал, викам не. Така ми дојде. Кој сум јас, ама дошло, гледаш прашањето, зборот, врзува, негде ме однел, вика, кај се заебав. Како баш гледав на интервју кај што кажуваш дека новите песни се твои зборови пониска фреквенција, повеќе диско, повеќе хитови да бидат. И сега од албумот што е од изворот на изборот, одеш во еден не е жанр, пак истиот жанр, но друга тематика. И како е чувството од тоа да пловиш во нешто што е различно и можеби од кој цели го правиш тоа, како се чувствуваш низ тоа? Целите си го тоа прават и се чувствувам да ти кажам право исполнето и убаво, понекогаш не бидејќи тие цели си бараат многу средства. Изворот на изборот како цел, средствата се, пошто да стигнеме до цел треба средства да се пројдат, нели?
Пошто и среќата е средство. Радоста е средство, немој да мислите дека е нешто трајно. Средство е за да ме однесе до високата цел. Како парите исто. Тоа е средство. Со тоа средство идам до таа цел. И сега треба да ги разликуваме цел, средства. И мене целите ми биле високи, сум стигнал до тоа. Средствата прекрасни, од радосен до среќен, до исполнет. Па и пари се нашле да се направи. Сега целта е друга играта. И тогаш ми било убаво и сега ми е исто така убаво без да си ставам терет сам на себе, да си се судам пред се. Пошто тоа го научив низ практиките, дека јас и низ ова искуство. Не ми рекол некој друг ова да го правам, не ме натерал никој. Јас сум љубов и вистина и низ ова, исто како што е низ Коани, вистина, песната. Истото е низ шими ја, шими ја, жими се, гужве пред го, журко увеце. Јас сум истиот, здраво. Ме разбираш што сакам да ти кажам. Ја не се разбирам, да гледам низ тебе, дека ме разбираш. Те разбирам, да. Како да, не. Не, муабетот ми е дека не ми треба многу да се нешто одрекнам од нешто или прифатам, го пројдов тоа. Знаеш, како заокружена комуникација, се договорив сам со себе и имам висока цел, имам семејство, имам многу љубов да пренесам на многу луѓе и ја да се пренесам на многу луѓе и затоа и ова го правам, комуницираме за да се разберам и да ме разберат и да бидам вистина. Тоа го сакам. Добро, нормално, стан, куќа, кола, патување, нешто, ски, кондори, добро, ја тоа земав, ракавици. И тие работи си идат исто, си доаѓаат како средства на патот ако целта е висока, иако... Сега те прашам, имаш песната Градот Липа и неколку пати си кажал дека, како да кажам, ти е убаво во Македонија, окей ти е во Македонија, тука си, мило ти е што си македонец, за разлика од многу луѓе кои се одселиле, од кај осеќам од тебе дека си тука се бориш. Зошто не си се откажал и како се бориш за Македонија да е подобро место? Па се борам од дома, на интернет. Не се борам. Тоа е, мислам, дека најголемата грешка и проблем за секој што пробува нешто да пројде. Борба. Се борам, со болеста се бориме. Со ова нема што да се бориме. Немаш се бориш со ракот. Не можеш да извршиш битка. Ке паднеш, мора да се препуштиш или предадеш, да речеме, на себе, не на непријателот, ако има непријател, или на чувствата и мислите да оставам они да ме водат, па да си отидам од земјава, не, него едноставно пробувам со љубов да се приметам кој сум или вистината да се ја прифатам и да се приметам низ тие искуства. Сакам да си одам од земјава, не можам да живеам, не е убаво, гадно е, вакво е, такво е. Све што не е убаво, ако му се врзам со борба за тоа да се борам, ќе изгубам битката. Така да гледам да се препуштам на изворот, што е многу важно. И затоа можеби уште останувам. А умот ми бега, сака да кидне, не ќам да видам ни магла, ни ѓубре, ни ѓубриња, ништо. Многу нормално, кај секој е тоа. Се работа е, дај чека, ова не сум ја или сум. Аха, па што умот игра у тие искуства. И многу луѓе тоа добро го знаат, што се поголеми сили, па и намерно не играат така, или психолошки војни, што ги викаат.
за да ние сами по себе веќе почнеме да се бориме и да изгубиме. Пошто има цело време борба, у борба не можеш да победиш со посилниот. Затоа пробувам на друг начин да се справам со тоа. Може да прави збор или не. Да се справам или да пројдам. Пошто како ураган, знаеш. Како невреме. И ти со тоа не можеш се тепаш. Со мечка можеш се тепаш, да речеме. Не само Дагестан. Што ќе направиш на мечката? Мецо, да пук. Следно што сега да збориме за славата и како тоа ти влијало на тебе. Прво, минатиот пат Марко го прашав и тебе ќе да прашам. Дали славата те прави среќен? Веќе многу луѓе би сакале, јас да бев славен како Тони Зен, колку ќе бев среќен. Сакам од тебе потврда или одбивање на тоа. Дали славата те прави среќен? У моменти кога сум пак е поврзано со вистина, со љубов, у моменти кога сум љубов, вистина со публиката, сум многу среќен. И многу среќен затоа што, да речеме, многу ме знаат. И секој момент кога изразувам искрена љубов или почит, све што е од вистински јас, е прекрасно. Има моменти кога не е така. И не е баш убаво да си познат или славен. Ич не е убаво. И не би посакувал на никој да посакува да иде по тој пат, затоа што освен тоа енергијата што се љушти, се замешува, се прља, се меша и умот, судовите доаѓаат, зашо сега со ово или зашо сега тука, зашо вака, зашо сега да се сликам, зашо да застанам. Со овој поеќе ми одговара се сликам, со овие нема, тие аспекти исто. Или зошто ме гледаат, цело време ме гледаат или ме сликаат. Тие работи се појавуваат како содржини од непожелните работи. А убавите се работи се многу убави затоа што оваа работа или не е работа, него е пак некаква улога да сум славен, да речеме, познат, ми е одговорност, нели, или како е многу важна работа за да нешто пренесам. Сега го разбирам тоа, зошто јас ствари сум сакал да бидам славен како Чола Мангуп, како Влад, за да се пренесам вистински кој сум и љубовта и извора да го пренесам низ сите овие години талкање и трагање. И сега можам да кажам дека успеавме. Пошто не се закачив и поистоветив со тоа, него останав да бидам пронаоѓачот. И пронаоѓачот да го снема, и талкачот да го снема, и трагачот, и да останам само, извор. И тоа ми е љубов да го пренесам на сите. Затоа и ова го правам, предпоставувам. Не се многу занимавам со славата, пошто кажав и претходно, има неубави работи. Стварно неубави работи, дури се грди. Тој збор можам да го употребам, аха ја како продуховен. Шала на страна. Тие работи ги прават луѓето да бидат уште повеќе, тие што се славните, уште повеќе затворени, изолирани и контрадикторни, и најголемата иронија што нели они се глумците на сцената или на сликањето најсрекни, најрадосни, најфини, а у приватниот живот го немаат затоа што се премногу поистоветени со тоа да бидат у центарот на вниманието и сите да им викаат дека сте најдобри, може да се сликаме и преубави се песните. И тие ласкања исто така наштетуваат, но секоја чест на оние кои што можат да се носат со тоа скромно. Да го разберат ова како една задача
Пошто музиката е исто религија, не знам. Духовност е. Све што излага ознатре, според мене, е духовњачка работа, не е само јога или медитација. Него и создавање музика со некаква намера да се нешто променам, да пренесам, па тамо малце да има среќа, радост кај слушателот или гледачот, јас сум уште повеќе среќен и радостен. И тоа се гем сватено така, дека треба да се земе сериозно, да се свати сериозно таа привилегија. Да сум познат. Значи, не е само да бидам ја познат за тапшање по рамо и ласкање и да растам така, него повеќе ми е да им кажам на луѓето дека тоа не е вистината. Како изгледало тоа низ времето? Јас, пошто сигурен сум, знаеш многу луѓе, среќаваш многу луѓе, се уште среќаваш многу луѓе, низ текот на годините си имал ситуации кај што некои би биле со тебе затоа што си познат, некој само поради таа причина е околу тебе, па можеби сака да го искористи тоа, си се наоѓал веројатно во такви ситуации, како било да се најдеш во такви ситуации, како порано си ги хендлал, како сега ги хендлаш, како знаеш кој е со тебе затоа што навистина сака, а кој е од некои други понески причини? Па добро, не секојаш, ама мислам дека од секојаш што сум го знаел. Може нема да го искомуницирам, ја по природа сум можда така затворен. Кога ќутам, ама кога зборам, све ќе ти кажам. И многу пати сум преќутувал, сум задржувал, сум затајувал работи, као демек не знам, оствари знам што се случува, да речеме, од кога познавам за себе. И што сум правил, не да ги обвинувам тие дали треба да се со мене или сум бил искористен или јас сум искористил него, пак на кому му се случува ова. Пак тоа ми олеснува и се уште ми олеснува и се уште се случува и се уште правам грешки нормално. И се уште истата пракса си ја повторувам и функционира. Не можам да направам некоја додуша ајде вака, значи ако сум сгрешил претходно, што значи си сгрешил претходно? Па сум направил погрешен избор. Не ја гледам лошата работа зашто ја направив погрешен избор, сгрешив, него што е доброто од ова? Која е лекцијата? За да не ја повторам пак. Пак да ја повторам. Пак. Трет пат, веќе сум помудар. И сетилата веќе се поостри и веќе создавам нова реалност. Све што е непожелно го дискрирам, све што е пожелно го крирам, ама тоа е работа со мене. Ја имам работа со себе, немам со тој што јас сум го создал у реалноста да ми се појави и да ме користи или ја да користам или да се нешто зафркнеме. Не може, никој не може да дојде у твојот живот ако ти не го овластиш. Или ниједна болест не може да се појави у тебе ако ти не ја овластиш однатре. Ниједна војна не може да се случи ако не е овластена од некој. И така тоа го научив дека све што се случува има. Пак да се вратам на казната. Јас создадов казната, да имам казната. Колку се докажа? Па се докажав. На многу полиња. И upливање. Колку години имаше кога прв пат почна луѓе да те препознаваат на улица, да те знаат, да те некоја слава која си добил? Тоа беше највеќе од секојаш си имав некоја таква намера, поистоветен изгледа со нештото и сам го разбирам тоа многу нормално и кога бев у основно играв кошарка и ме викаат Звезда, ме зафркаа, Звезда. Као ја, знаеш, као у NBA да играм, мислиш, тегно ја уште пар другари, понашање,
Мислиш, а ние 14-15 годишни деца сега го гледам што сме правили у филм, некој, ама тоа друго е у филм да си у тоа време влезен, друго е сега. Не дискриминирам времења, меѓутоа по-фрајерски беше да си у тоа време у некаков филм, пошто тоа е, тука е филмот. Не е на у технологија, него е тука е. Еве го. И ние така нешто. Афроамериканци, нели? NBA играчи, сум глумел тоа и звезда. И некако ми се свиѓало тоа да ја нешто што знам од себе најдобро да го покажам, да ме знаат сите дека ја можам тоа да го направам и да сум. Као актер у театар, сите сакаат да го, нели, гледат, вниманието е на него затоа што он прикажува нешто, сака да нешто даде, нели? Само тоа не го разбирам сега дека освари сум сакал да дадам, ама сум бил цело време освари многу затворен, знаеш. А тоа било само една љубов или извор што сакам да го пренесам, ама не сум знаел како, јас сум мислел дека низ ова, низ тоа и сега си ја разбирам освари целта. За по 10 години да речам, што сум зборил глупости за сега, тоа што друго сакам да кажам. Тој нагон за познат ми бил, за популарен, да ме знаат, ми било од секојаш и само по себе после си доаѓа како последица од намерата. Прв пат, не знам, 2000, па и претходно, види, пак ќе кажем, пар другари што сме се дружели, што сме биле, се знаеме, и сме искачале, сме се дружеле, сме играле баскет, сум рапувал. А главно популарен е кога ја направив Кој сум јас песната, да речеме, испод и Скопје мој град. Од тогаш веќе почнав да станувам Тони Зен, секаде познат како рапер. По интервјуа, весници, телевизии, радија, сегде. Договор да потпишам, албум да издадам. Значи, Скопје мој град, идам 2005-2006 да работам у Турција како аниматор. Разочаран од целото постоење, да се осамостојам, да направам паричка и отидов таму и кога се вратив, а ја направив Скопје мој град од фрустрација, таа песна излезена. Пошто неубавите песни од фрустрација излагаат, Скандал е од фрустрација излезена. Па и другите се исто. Така од некои, не дека нешто многу убаво ми било, него од неубавото излагаат неубавите хитови, кога ќе видиш. Освен изворот на изборот. Па и тоа е исто од триење. И се враќам од Турција, од настап, од работа и веќе тука ме знаат мене. Таму бев 3-4 месеци. Скопје мој град веќе станала хит. И како ти беше се тоа? Сигурно не си имал таа зрело што имаш сега. Не. Луѓе те препознаат, веројатно и на его мот се ти удрило тоа некако. Да, ма од секојаш humbleness. Скромноста ми била како, не дека јас сум сакал така, да не дека глумам скромен, него едноставно и претходно у првиот муабет тоа го кажав. И за славата го зборев дека од секојаш кога не ми биле тие висока цел никогаш. Тие достигнувања, да речеме. Се гледав многу повисоко, као се опфатно се гледав. Не ми било славата или јас да бидам популарен во Македонија, да убава е таа цел, меѓутоа зошто, кој ова го прави? Не, мора да има нешто повисоко, не е само ја ова тука да бидам оваква, да ме знаат и да пеам и шо. Нешто има и така почнува трагањето. Не дека влијаело позитивно тоа, што ме познава, има доста у животот, нели, привилегии, никогаш не сум ги користел, не сум ги злоупотребувал. Па ни преска, што ме казнија ти. Знаеш кој сум јас, бе? Ао, слушај, држи. Не, имало и такви дешавки, не, дека не. Со врски. Ама не ми било, да речеме, тоа главно да ја се прчам врз база на популарност. Некој си избрал така да функционира и окей, ето, нели? Јас знаеш кој сум, знаеш кој се знам јас. Окей, добро.
Добре, сигурно имало некои луѓе што ти биле пријатели, што биле познати, си го гледал тоа кај нив. Кај што се прчеле за тоа. Кај многу. Меѓутоа тоа е недостиг од духовни практики. И како Пак тоа... ќе се вратиме на духовност. Пак ќе се вратиме на духовност. Да, баш 100%, и тоа ќе те прашав. И тогаш си го... Знаеш како, многу ми е интересна твојата перспектива на работија, затоа што си бил во тие кругови, се уште си во тие кругови и ќе бидеш во тие кругови, покрај луѓе што може ништо од муабетов што правевме денеска не би разбрале, пак ти се пријатели, пак се дружиш со нив, пак функционираш со нив. Како ти е чувството, како функционираш со сите тие? Имам љубов и отворен сум. Тоа е вистината. Што има повеќе од тоа? Сето друго се илузии и приказки. И духовности, медитации, јоги, богови, религии, се тоа е илузија да се лажеме и да се разделуваме и себе. А како другите реагираат на тебе кога збориш за овие работи, например? Избирам со кој да зборам. Све друго илузија, све се приказки. Има е Алан Уолас, филозоф, професор, будист исто, практикант е и има многу филозофски мисли има и многу неќе да романтизира околу практиките и вика све што постои вика околу нас, све се приказки. И ние живееме врз база на приказки. Секој нека размисли малце, една минута, чека малце, стварно. Ние живееме приказки буквално, никој не живее извор. И јас се дружам, комуницирам, не бирам сега со сите да зборам за ја месо не јадам, вегетаријанец сум, па и ти зашо сега немој да јадеш или земи не сум прво не сум светец. Единствено така може да се однесуваат оние што се посветени на тоа буквално и се дали е зен монах или од било која религија монах, они може единствено да се однесуваат како што се однесуваат и да живеат по тој принцип, затоа што се посветени на некој пат, да речеме, што бара нешто. Мојот пат не бара ништо. Љубов, вистина. У секој момент, секаде ни сите искуства со секако. Што поеќе? Мојот пат. На монасите е божествен. Твојот е Гоце. Садгуру. Зошто патиштата да си ги нешто се тука покажуваме или да си ги раскрстуваме или нешто, ја вака, не бе. Еден изворот. Една твоја релативно нова креација е Омни. Баш и сакав да збориме за тоа. Еве го моментот. Доколку се јавите во наредните 20 на минути, ќе добиете Омни блуза со ракав за јога. Може да го покажат, да го видат гледачите. Каков е тој ракав? Има многу интересни работи во овој дизајн. Мора да се Дизајните се на господинот Деле. Деле е исто секташ, ова духовњак. Поздрав до Деле, секташ, духовњак, спортиста. Графички дизајнер, тоа му е богослужба. Поздрав стварно до Деле, кој е пријател на овој канал. Да, као го сгужва, као... Некако се... Да шутам, подај. Иде ова све иде, нема. Ајде, вака ќе оставиме. Значи... Таму нели ве на маскара нели вучеше као да диплите, не? Или таму нема облека, да? Изгледа треба да се вратам на уште неколку лекции. Не се шо. Кажи ми повеќе околу самиот дизајн, име, дизајн, лого, не случајно се вакви. Да. Ова е исто поврзано е. Преска што го цело време што го правиме муабетот е, ова е производ на една таква намера, иницијатива, љубов, како и да кажем, извор. И се погаѓаат работите и се случуваат. Името е мое, идејата за брендот исто заедно со сопругата.
си го работиме, дизајнерот се погоди да биде деле по некоја случајност, као, и он е исто трагач, талкач на патеката, и исто Еве да не биде школот не иде. знаел да диплом. Гибаница. Добро, зошто баш овој дизајн? Што значува овој дизајн? Ова е тоа што ќе видиш, тоа си ти, така му реков на деле да ми направиш, омни репрезент, темата, лого, со букви, со све, и оди таму, кај ќе одиш по патот, колку време треба, не постои време, нема време. Кога нема време, кога нема рамка, не си под притисок, да речеме. И што ќе излезе од изворот, тоа е, пренеси го. И будала да види го, све ставил тука. И човек што медитира, и свеќата, и планината, и ова, и капка у океанот. И имаш од... Ајва, нема да го кажам. Имаш све што ќе видиш од тоа, имаш. И е генијално според мене, браво, намаскарам За Игор Делов. деле. И тоа е исто благородна работа исто, да се така работи со таква внесеност, креација, знаеш, да па да ги спојуваш мислите, зборовите, символите и да создадеш нешто. Се најдовме на патот и божествена работа уствари. А не е нешто многу далечно, не е нешто мистериозно, него е тука го имаме пред нос и целата што ја збориме цело време духовност ли како и да е просветление пред нос ни е. Само ни е заматен умот и не икеме да си признаеме кои сме уствари вистински. Се лажеме упорно. Што би дал ти како совет за некој што сака да почне со духовност или личен развој во Македонија? Совети, немој да почнувате со тоа. Озбилно, не се почнува како да почнеш. Немој, тоа не е школа за боречки вештини или кошарка, да ќе почнам са кошарка, ќе тренирам. Почнато е, само прифатете се, што да ви кажам, не знам, или приметете се, или препуштете се на искуството. И најважно е запрашајте се. Мене највеќе ова ми помага за други луѓе кои што исто така се на патот. Друга употребуваат терминологија и практика. И тоа е во ред. Пошто сите религии, сите вери водат кон една цел. Не може да се мојот појако твојот. Немој у твојот, у мојот ќе веруваш. Како бе? Како? Па нели еден, се учевме дека е еден, како различни се? Не. Значи едно бил, така. Сите водат у една цел. Сите, не може некој да рече ја од тука, не, сите само различна терминологија и различна пракса. Изберете си која вас ви одговара највеќе. Толку е, нема што да го не са тука. Чворото што толку стегнуваме. Изберете си пракса, изберете си учител и вниманието по патот, помеѓу градите во центарот и нека си пирка. Умот малце стишен, тој е мајстор само за простор и време. Друго нема потреба ништо да прави. Убаво го срочив. Знаеш со зборови. Уште едно нешто што сега да те прашам, кои проблеми мислиш дека во Македонија се најголемите проблеми, кое решение би можело да биде за нив? Најголеми проблеми што неаме вакви комуникации, често неаме учители. Најголемиот проблем моје мислење еко свесноста. Е на многу ниско ниво.
еко свесност нема. Тоа крадење, градење, тоа мафија, корумпираност, сегде го има у светот, добро. И најчистите земји што се и вака убаво што изгледаат и стварно што е све средено, пак има криминал и корупција. Ама па има некаква уредени се, има екосвесност, има разбирање, има реализација меѓу луѓето. Овде го нема. Најверојатно треба време затоа што сме многу напатени. Низ времињата, малтретирани. Као да сме у логор ние, као индустријска зона, еве неозлогласените од простори, сите фрли ги тука. Така ми изгледаме на Скопје и Македонија, реално. Најлошите од сите од околината, тука тупни ги, тука фабрики, тука да градат, од тука ќе црпиме, ќе правиме све. Да речеме. И не научиле како што треба на тие некои вредности што, ете. Не знам дали може тоа да се опре за брзо време. Морални етички вредности, екосвесност. Грижа за себе пред се. Знаеш, сите знаат за комшијата, све. Абе, све знае за комшијата, све знае дека менискус, коленото, камен има све, ама за... Све знае, све. А за него ништо не знае. Све знам за комшијата, абе, све ги ти раскажам. И тоа гласно. Тоа е проблем исто. Што чепкаме под други ѓубриња, не си го своето чистиме. Мора да се сложи за ова. И нормално тие што наследиле богатство или што и да е, се молам на тие новите млади генерации, на тие што наследиле и покрале, да го средат тоа, некако регулираат и да не продолжат да крадат и градат без осет, туку да малце така се продухуваат. Да пробаат нешто друго поинакво да направат, пошто не чини работа. Не е окей да те трујам и да те лажам и манипулирам дека е окей, а не е окей, и да ти викам седи тука, а ја да не сум тука. Не, си бркам работа на друго место каде што е поубаво, поздраво за живење, да те лажам тебе, да седиш тука и да ме гласаш, пошто јас ќе ти направам поубаво да ти биде. Кога ќе излеземе од таа илузија или од тие чворови, мислам дека ќе има решение, ама за тоа немам уште, не сум способен, не знам како да помогнам, освен тоа што ја вака ќе си направиме муавет, песничка по некоја, концертче, музиче, концертче и албумче. Глупо звучи се вака што зборам, ама гледаш, тие преска казна ми пише. Да, многу неправда, многу, па у некои аспекти многу прост, некултурен народ живее. Како да го решиме тоа? Имаш некоја идеја? Морам да кажам дека немам идеја. Само ако кажам идеја ќе се правам паметен. Абе, одма ќе почне да пишуваат, ти ли најде ти ова. Одма. Па тие судови, дечки, ако ги трнеме, може подобро ќе не би. Баш тие судови, ако ти, јас знам, која е ова ти да... Па тоа ако го трнеме, тогаш одма ќе си помогнеме сами на себе и ќе станеме посвесни дека ова веќе вака не иде. И ќе најдеме начин заедно, наместо ја да кажувам како треба или ти, или некој да дојде, ќе најдеме начин како да го решиме. Ко прво, гадни сме у однос на хигиена. Од таму да трнеме. Тој правиот збор, нема да бидам као нешто културен. Гадни сме. Гадни. Нема, тоа е како ти кажеш. Мислам, сите знаеме што да се правиме слепи, демек не бе супер е све. Швајцарија сме ние, Австрија.
Во однос на тоа, па после тие другите работи што треба да се чистат, знаеш. Ама тоа е израз на душевната состојба. Све што гледаме од надвор, срушено, гадно, прљаво, пренатрупано, смрдливо, неубаво, тоа е само слика што кај нас е у системот. Дали мислиш дека тој систем и таа внатрешност може да се менува или како ја гледаш дека се менува во Македонија? Со убави информации дадени на луѓето кои што се многу корисни и се вистините. Само вистината и таа една, пак ја кажам, бескрајна и безусловна љубов, што би требало лидерите да ја имаат и пренесуваат. Значи, ти си лидер, си застанал да нешто правиш, не ми прави бизниси, не ми манипулирај, знаеме. Пренесе му нешто вистина, нешто да го натера човекот да се смени сам себе. Не да го тераш само онда доаѓа по тебе и само да роб да биде, онда за поени да добиеш, да го за ти избегаш нега, тамо да градиш, да крадеш и да си живееш како што треба, овие тука што да прават. И тоа се случува со години, тоа е системот, не се криви луѓето. Тие се на функција да функционираат, да работат, тоа е задача. Кога ќе се смени тоа е како кодот да го смениме у матрицата, нешто, ме разбираш? Што е многу тешко, ама изводливо е. И пак, ке кажем, не може тоа со борба. Пошто ако се бориш, конфликт, одма има борба, распад и не може, нема да сме едно, ќе сме разделени. И тоа се случува. Тоа се случува. Не тера да се бориме, да се тепаме. Наместо да пробаме на друг начин. Silent treatment, замисли. Да се вратам на полична тема, сега те прашам, дали има нешто што луѓето не знаат за тебе, а ти сакаш да знаат? Нешто што можеби не си имал шанса да го кажеш претходно во јавност, или нешто мислат поинаку, а мислиш дека треба да знаат како си вистински или... Не бе, јас сум јас. Садгуру, не ме познавате? Не бе сум. Тони, ти благодарам што си таков како што си. Фала ти и тебе. Прекрасно интервју на Фенеркаст и што даваш многу позитивен пример и тоа е огромна работа. Би сакал да те пофалам, навистина е огромна работа и би сакал секој што има некое влијание, дали е популарност или било што друго, да го користи позитивно да делува во луѓето во Македонија, секако и пошироко. Така да уште еднаш ти благодарам што си таков, ти благодарам за ова интервју и ти благодарам што си гост. Намаскарам. Па дечки, со ова завршува втората епизода на Фенеркаст. Се надевам дека уживавте, а навистина уживав во неа. Следната епизода ќе биде за еден месец, ќе биде посебна епизода, бидејќи гостината е нешто што е навистина ретко нешто во Македонија да се сними. Навистина е прво нешто, без да преувеличувам. Ќе видите кој е тој гостин и каква е епизодата. Следете ме на Инстаграм Фенер на патот, а и